И во оваа емисија ви го пренесуваме повторно животот во село Режановце. Продолжуваме онаму каде што застанавме во првата емисија. Селото Режановце на северозапад од Куманово, со околу 170 куќи и доволен број на деца. Селото кое е густо населено и се наоѓа на само 5 километри од Куманово, плени со својата убавина. Во првите описи за селото, кои датираат од пред повеќе од век и половина и кои имаат за цел да ги дознаат миграциите во руралните средини, бројката на жителите, имињата и презимињата, се вели дека Режановце е лоцирано на час северозападно одејќи од Куманово. Во пишувањата од 1897 година подвлечено е дека селото е лоцирано на левата страна од Опајска река. Со Куманово, пишуваат тогашните записничари, се двои преку Бединска мала и Градскиот атар. За селото пишуваат, а и денеска се вреднуваат овие податоци, дека е богато со вода и дека полињата му се зелени и плодоводни. Во селото, според пишувањата, во самиот почеток на 1900 година се наоѓале две големи чешми, зидани, биле изградени од страна на селските господари, кои тогаш се нарекувале Чифлик Сахабија. И сега стојат тука овие чешми, но во тој период биле мермерни, покажува историјата, пренесува детали Кумановскиот музеј. Во тогашната горна мала, како што е наведено, имало чешма со 7 славини и 12 мраморни корита. И тогаш се водело сметка за заштита на чешмите. Имено тогашните селски господари не дозволувале на таа чешма да се напојува добитокот. Сегашните жители воопшто не се сеќаваат за чешмата, за која вела дека секогаш има вода, која никогаш не пресекнала, дури и температурата се менува согласно годишните времиња. Така на лето е ладна, а во зима топла. Прво кажете ни како се викате и колку години имате ви? Костовски Петар. Колку години сте? Па рачунај 39-та, па некоде 8.000. Се сеќавате ли на оваа чешма за време на детството? Еве. Па се сеќаваме, како не се сеќаваме тоа. Како постоиме, оно се постојава. Кој време постои. И старите, постари па не знаат кој го е И не градил. ви кажувале родителите, вашите предци, кој ја градел И чешма? они не знаат, ти викат. Дедо ми мислим, татко му на дедо ми. Кој се граде за време турско ли е градено, како е градено? Не е, како покажува. Дали некогаш пресекнала ова? Не. Да пресекне никако не е пресекне. И отколку памтам ја. На мали летно доба, али да пресекне, не. Се сеќавате ли на убавите времиња кога тука се собирале луѓе? Tu je ovdeka je bilo, što da pravi, ovdje je bilo, bioli su se banjale, to je vreme bioli, stoka, ovdeka je bilo počuvalište. Češma tu je. Posle neko vreme Vojvodina Gradiša, on je dao. Znači, tu je jama беше. I za to je vreme to je bilo sve malo pomodernno. Се уште перат, да кажеме, некои жени. А жените перат, но стоп се перат. Селото било Чифлик со повеќе мали. Во 1868 година имало свој кмет. Селото во тој период имало 39 куќи, сите од збиен тип и 3 мали. Миратовци, Горна и Долна мала, кои ги добиле имињата според местоположбата. Куќите во тој период биле збиени, еднолични, една до друга.
Сега состојбата е сменета. Има интересни куќи со разнобојни фасади, модерни, но и оние кои успеале да задржат автентичен облик на рурална македонска куќа. Повозрасните жители на Режановце се присеќаваат на своето детство и на времето кога се градела црквата. Впрочем, она што веќе го забележувате на сред село, веднаш до подрачното училиште Толис Ордумис е убавата црква посветена на Свети Јован Обсечан. Еве, колку години имате вие? 80 терам. Овдека сте жител? Туј сам роден, све. Тука си живеете цело време, не сте се селеле? Нигде, туј. Се сеќавате ли на најубавите времиња на Режановце? Било младост, так. Што конкретно ви било најубаво овде? Па све, ово е најубаво било. Црква кад направи, па Злате кад дојде, тоа уреди, тој све. Тоа е најубаво било. Се сеќавате ли на игранките на средбите? Дојде, тој сак ништо тој нема. Све се скрти. Младите не ја продолжуваат традицијата? Ништо, ништо. На сваку славу се е играло напред, а сак нема. По 2-3 места кола. Сак нема тоа. Имало многу жители во Режановце во минатото? Па и мало е понапред, повише деца се имале. А сак слабора има деца. Останаше стари по неки куќи нема. Стари умира и тоа е. Ja. Тешко ли е да се живее во село? Абе, кој пуди кај навучие? Јас сак не може да ти до град да живам. Јас сам научија овде. Да. Имам другари тие што дојду право лао с njima. Ние там нема ни да познам луѓе у град да живам. Ja. Си се дружите сега еве да кажеме по стари години се дружите со некои пријатели од детство тука? Нема тие, кома изумреше ретко. Само со Златата се највише дружим овде. Дојду се до правиме обед, тоа е. Ја во Режановце живеам негде 68 години како сум роден, 68 години сум. Да, се изменили селото во овој период. Како мислиш за ќе се измине? Дали се изменило, дали се зголем? Има нешто изменето, али има и доста недостатоци. Видите сами како путишта што се направени. Ми смо само придонес правиле, само селјани смо ги асфалт правиле. Бирале смо од куќу на куќу и смо направиле. Кажете ни, се сеќавате ли на најубавите времиња од Режановце? Абе јас се убаво сеќавам детинство, не да не се сеќавам. Ово дена што е црквата, тоа е било едно недоказ, да кажеме, одградено. Свашто е било овдена, стока е улазало. 69 година батко Злате како дојде овдена, он е овој лепоту изнаправи. Ми многу со njega се дичимо у негов, да кажу, агилност, то се запати овдена и овој, видиш това убавиња што е направено, све, он е тој успособија човек. Кои беа најубавите години за селото? Абе, најубавите години, јас се седам како детинство, сум тие најубави години. Сак стари што идемо више дали, да, тоа е исти. Имало игранке сума. Свака слава што е било ту сред село, имало е собор по 3-4 партија. Тупани су имале музика, имало па се играло тој. Ајде така у дадње време снемата. Имаше ли голем број на жители во минатото? Се сеќавате ли на таков податок, да кажеме? Аби мало си, увек си имало жители, не е без чак што више саку овие задње неколку години има и што се населиле овдена. Има од други села што се те, например, од Опај, од Матејчери. И луѓе су нашле одена и су купили и одена се оселија и туе жива. Убаво ли е за живење во Режановце? Убаво си е, све е убаво. Само тој и пак ќе го понову за водото најбитно е, пошто канал јоше не може да го добиеме како што треба. Водата е загадена со тие јаме септички што правиме, а тој воду пиеме. Па тоа е, што друго. Што најмногу се гордеете освен со црквата? Дали Режановце има, да кажеме, некои
земјоделски производи по кои е карактеристично? Има се, тоа е кое што се има земјиште, има се работници, сваки култури си поседуе, има, тоа не е да кажемо да нема ли. Ипак неке сушне години като фати, тоа има промашај. Или па нека градлобидна година като ноди, увек наизложено тоа, не е у притвор да кажемо да го заштитиш. Нема знам, и тоа е тоа. Црквата Свети Јован Обсечен е најголемиот и најубавиот украс на селото. Оттаму и прославите во црквите се големи, се народни субири на кои доаѓаат луѓе од цела Македонија. Најмасовни и најголеми се прославите за Павловден и Свети Јован Обсечен. На 13 јули, Павловден, селото и црквата го слават денот на Свети апостол Павле, по повод осветувањето на црквата на овој ден. Во последните 20 години, црковниот комплекс во Режановце, освен духовен и верски, стана и културен етноцентар на македонската народна традиција. Настапите на разните културно-уметнички друштва и ансамбли од Македонија секогаш се пред многобројната публика. Културно-уметничките програми во кои изведувачите се најчесто аматери на возраст од 7 до 77 години траат со часови и представуваат вистински смотри на народниот фолклор. Црквата е изградена од 1941 до 1956 година. Фреските изгледаат живописни и се дар од верниците од Кумановско, Кривополанечко, Струмичко и Прилепско. Меѓу светителите доминираат оние кои што житија говорат дека имале силна вера и исцелнички способности: Свети Кузман, Свети Пантелеймон, Свети Кирил и Наум Охридски. Црквата недалеку е прочуена по лековитите води и исцелителските молитви, дворот со илјадници цвеќиња и со богатиот етно музеј. Ја имам 81 година, сега 83 ќе биде, 82 ќе биде. Од 22 мај, мислим овој месец. Па ја у свој мој живот, како што знам, овај црква се е правила 44 година. Сега сам имал тачно 10 години. И тага имала една жена, баба Совија се викаше тај Света Петкарка, давала е напор на преседници, на одборите црквени кои су биле, да се изгради црква на висину. Тој време црква била у Дупку од Зулум турски. Била е у долу Дупку, доле се имале иконе, имало е степенице и они су доле спадале и су биле. А туе имала една голема црница, како да ти кажу, можда метар и пол прешник. 500 години е била таа црница. Преко 500 години, 5 века. Туј су додиле деца школски од Лопате, Опае, Режановце и туј су иле туј црница. Амо тако е било тој црница нека. Та еден на тој Света Петкарку, никој не смееше да го навати да го сеќа тој црницу и се чегу тај еден муж што беше на тој Босовију. И 2 години одма е паднаја у шлок. Она е била некој вакавско дрво. Се сеќам ја како дете 10 години кога сам бил, а тај уште била црква, оформираше да се прави црква и идеше змија, а јас с камен го гаѓаше. И тај жена викаше на мене да си го дарија, тоа е било Свети Јован. Да си го дарија, ти си одма на место да умреш. На мене вика. Ајде сега малку поинаква тема. Дали беше убаво да се живее еве во вашите 81 година овде во село? Слушај, овде е било село богато. Прво да ти кажам. Било е село сточарство. Било е село земјоделство, пошто ми имала вода на све стране површини. Садило се празови, садило се пипери, додило се до паре и од стоку, и од зеленчуци, градинарски работе, и афиони садило се, тутуни. А сега овој време, како малку покасно, после 20 години, младина избегава да не работи земјоделију, а ми некои стари кои останамо ише кој не могнуемо, и време со време пропада и село, и држава пропада. Кажете ни, кога било најубаво да се живее во Режановце за вас? Лично за мене е било најубаво да се живи од 55 годину, после ослободење, па до 90 годину. Најубаво е било живот. Имаше ли многу жители тогаш?
Па и жители су имале, сак су малко дошле, едно 20-30 куќа поише, а исто е било село. А исто су имале жители и така жители су биле, кад се правила свадба, сви су се каниле. Мислим, без обзира на комшија, дали е какао, сви су се каниле, сви су играле, појале и сви су се дружиле. Доаѓа ли, да кажеме, други жители од други села овде на селските слави, на прослави? Види што, од други села е додило, не само од околију Куманово, него и Србија, кад смо били единствено, да не зборимо и од Грчко, и од Бугарија су додиле, и су додили и певачи, и гледачи, и народ имало, и музика имало, јака музика имало, јак е народ било, и како да ти кажу, така е било многу бовиња. Голема сила е била и многу е бие напредан манастир. Све што гледате овие цвеќе, се од овога Давид колко Златка е изградено, он како е дојден, и од тога се луѓе додиле, имало е пара, али паре не сме ги фрляле на некој без везе, него све су паре отрошени биле за што се гледа истинско, за украс на манастир. Овој манастир ја бие онако и со слике, а сега има унутра, не знам дали су улазале, све е фреске, све е тој помоќ од njega. Луѓе су доаѓале, дотинарале со тие кои су побогати, давале су 500 марке, 600 марке, да му се изгради слика за успомен. И видите дека е место све исполнено, нема више кој да угради за црква. Мој пензионерски ден тече тешко. Зашто не се оние времиња што беа. Сега секој ден све потешко и потешко. И секој ден треба да го планираш како ќе дојде, што ќе го дочекаш, како ќе го испратиш. Дворот ви е прекрасно уреден, потребувате ли до повеќе време, да кажеме, за да го средите? Па да, повеќе време се употребува. За дворот мора да се најде време за подобра убавина. Така да природа си е природа. Порано се занимавав со сточарство. Одгледував бици, тов на јунци. Сега и тоа. Телиња се многу скапи, а кога ќе дое време да ги продаваш готова стока, крупен добиток, ефтини се. Сами живеете или си имате сами? Со жена ми. Ви помага и таа, веројатно? Да. Па повеќе она гледа околу живина, она се занимава. Има ли перспектива за Режановци? Има доста младо население, се гледа по селото. Многу деца има перспектива, само заостанати сме, многу сме за од страна на општина сме за како да кажам, не сме Не се чувствувате исто како да живеете? Да. Зашто еве 7-8 години не лажат со водовод, со канализација, нема ништо од тоа. Од тоа нема ништо. Еден ќе дојде, друг ќе дојде, за избори ќе си дојдат, ќе си пројдат, утре ќе дојдеме, денеска ќе дојдеме, тоа за тоа ништо. Така да немаме од страна на општина, немаме подршка опште. Ние сме слепо црево овдека во овој нашиот регион. Режановци е слепо црево, али од наши села не се селиме. Остануваме тука, да останат и млади, али еве, од страна на општина опште не сме подржани. И во минатото и сега жителите се занимавале со земјоделство. Во минатото, освен традиционални култури, стои во записите на Кумановскиот музеј, се произведувала и свилена буба, ориз кој денес воопшто не е карактеристична култура за Кумановско, но и бостан. И денес има навистина сериозни производители. Не значи дека доколку сте насело, дека не може да развиете бизнис, сериозно да се вложите себе си, но и средства од кои бенефит ќе имате самите вие. Пластеничкото производство е еден од клучните фактори за раноградинарското производство во Македонија.
Ова го увидел и 64 годишниот Светислав Цветковски од село Ражановце, кој по иницијатива на членови на неговото семејство започнал со производство на раноградинарски култури. Производството во пластениците, како во летниот, така и во зимскиот период, е еден од најважните фактори за успешно производство. Овој производител веќе може да се смета за сериозен, бидејќи вложува во производството, особено во набавка на сертифициран материјал кој го набавува од соседна Грција. Набавува и заштитни средства со кои ги штити корените на доматите, зелката и шеќерната пченка. Господине Цветковски, колку време се занимавате со пластеници? Вака, ние со оваа производња се занимаваме од 2013 година. Фактички од децембар почнавме да го монтираме. Значи, имавме во предвид таа година да направиме нешто вакво, замислено од наша страна. Се што замисливме и го сторивме. Значи, 2013 од децембар до мај ние го посадивме. Значи го направивме објектот и посадивме и направивме едногодишна производња. Према тоа ние сме задоволни со тоа цела производња што ја направивме. Сега после тоа дојде зимски период, направивме исто од 22.000 салати, путерка, зимска производња. Така да и со тоа сме задоволни. Од каде ви дојде идејата да направите расадник и дали пластеник и дали имате услови овде во Ражановце и земјата дали е плодна? Идеја кај нас се родена порано, меѓутоа се чекаше време децата да нараснат. Така да јас останав без работа и времено планови се правеа и се направија. Сега кажете ни што одгледувате моментално? Сега моментално одгледуваме потлиџани, зелка, царевка или пченка шеќерац. Тука имаме насадено значи, по 10.000 зелка и 10.000 пченка шеќерац. А домати колку има? Домати 6.000. На која површина ви е? Домати на површина од 2000 квадрата. А зелката и... Зелка е на 1600 квадрата. Ваша ли е земјата? Наша. Фактички, претходно што ви реков, деца нарасна и јас, како родител, имам две керки, на кои они посака вакво нешто да прават, уствари помалата. И јас, мислам, мојот имот им го поделив на керките и сега јас им помагам. Кажете ни... И сум среќен за такво нешто што се дешава овдека. Веднаш ли наоѓате пласман, кога ќе... Па, да ви кажам наискрено, пласман малку во почетокот беше, како да кажам, тешко. Меѓутоа, со многу пријатели, со многу трчање, со труд вложен, сега да имаме 20 вакви, ние ќе имаме пласман. Кажете ми колку колку очекувате од ова едно коренче, колку? Па вака, од една садница некаде оди од 6 до 8 килограми. Колку очекувате вкупно? Па негде до 40 тона. До 40 тона. Так. Веднаш ќе ги продадете, имате пласман. Да. Каде продавате, по маркети? По маркети, по пилјари, на големо исто и така. Ако не е тајна, можете да откриете колку вложувате во набавката на овие? И Па, ги донасите самиците? Набавка на овие ги донасаме директно од Солун. Значи, се е истретирано, пошто ние не смееме да се играме со ваква производња, пошто еден кикс да се направи, ние ќе пропаднеме, а тоа не смее да се дозволи. Во приватниот сектор. Пошто државен сектор малку поинако се гледа, мада не требало и таму да се прави така. Меѓутоа, одека задира директно во џебот. И мора да се отворат очи широко. Значи, дено-ноќно ние бдееме одека да видиме како напредува пластеникот, што се и гледа.
Колку е топло овде во пластеникот? Сега моментално овде е негде 60 степена. Кажете ни, си работите сами со помош на семејство? Работиме ние сами, мислим семејен производ. Меѓутоа, кога не може да постигнеме, ние си изнајмиме луѓе од страна на дневници, така постигнуваме. Зголемената потрошувачка на енергија е значаен фактор во зголемените трошоци во текот на производството. Малите садници се насадени по ред, по германска прецизност, без ниту една тревка околу нив. Производителот користи инсекти за опрашување на цветчињата. Од секој цвет очекува од 4 до 5 килограми. До крајот на сезоната очекува да нараснат до 2 метри и да добие 12 цвета. Наскоро, по завршување на сезоната со домати, семејството ќе посади салата, која ја откупуваат угостителските објекти. 10.000 парчиња зелки и шеќерна пченка на 1600 метри квадратни. Помеѓу зелките, двојното производство во исто време се наводенува, се штеди многу ефикасно, се впива секое наводнување со кристални ѓубрива, зелката и пченката е од сопствено производство, но семето сертифицирано, проверено и ги исполнува сите услови за класично производство. Прво на земјиште се врши третирање, дезинфекција. Тоа го правиме со зеофит. Тоа е едно ѓубриво природно кое го напавуваме и многу убаво делува на растение. Потоа се сади, значи мала садница се сади, се поставува сите мерки против рачаци за да не го штетници и така. Сега растение после вака 15 дена доваѓа до цутење. Тие бумбари вршат улога на оплодување на кажи го, на цечето. И така, значи, употребуваме 2 тури. Бумбари. Па ги набавуваме. Па, има доктори, тие не знам од кај го набавуваат, а ние си плаќаме и си ги земаме. Имаме прва китка. Па кога ќе помине со време, значи до мај, тие ќе нараснат 2 метра. Имаме 12 цвета, мислим 12 китки. И тоа се 12, да кажеме... Различни плодови. Така. На секоја китка доваѓат по 4 до 6 потиџанчики. И тие со еднаква форма. Значи, нема... Не се различни. Приближни се тука околу 200 грама. Така да сме задоволни со вакво производство. Кога ќе заврши, да кажеме, сезоната на домати, што планирате тука да посадите? Па салата. Значи марула. Не. Путерка салата. Па тоа е најубаво. Не. Тоа е, како да ти кажам, путерка, тоа е нешто најсладка салата која е многу барана. И многу се троши. Не е она марула. Марула е ефтина. Ова е, значи, стварно салата која заслужува по... Ја купуваат ресторани, да кажеме, гостителски објекти? Како да не, сите ја барат, многу е барана. Малку е поскапа од марулата, да кажеме? Поскапа е. Дали ви се исплаќа, да кажеме, тоа што го вложувате? Значи материјалот, трудот, енергијата, самиот пластеник, дали се исплаќа од како ќе продадете? Работи поштено, со деноноќно, се исплаќа. Може некој знае како, ама има за една фамилија добар живот. Еве овдека имате интересно, да кажеме, производство, двојно производство на... производство. Значи, прво имаме насадено зелка на 1600 метри квадратни, некаде 10.000 зелки. Не некаде, него точно 10.000 садници. А кажете ни ова помеѓу зелките? Помеѓу зелките имаме насадено шеќерац. Исто се
произведува во исто време и се наводнува. Систем капка по капка. Систем капка по капка, може да снимите, да видите, се е зелено. Значи, преубаво. Се штедели со систем капка по капка вода? Многу. Многу, а многу ефикасно. Пошто директно на корен му лие капка по капка и значи прехрана ние вршиме на секое трето наводнување и прехрана. Прехрана со што? Прехрана со кристални ѓубриња. Исто тие дезинфекции се прават, сите тие процедури што треба да се заштити растенијето, ние го правиме. Така да самите може да видите како квалитет е. Каде ги набавивте и зелката и пченката? Зелката и пченката ние сами си ја произведевме. Нормално семе купуваме во така сертифицирано. Со сите тие параметри, значи проверено, значи не е она као порано што е било нашите стари со своји семења произведено, значи нема производња. А ова тие се За колку време очекувате да нараснат зелките и кога ќе ги очекувате, кога ќе ги пласирате? Вака, зелките за до 50 дена, 50 до 60 дена ова ќе биде готово и веднаш исто тоа ќе го направиме. Повторна зелка? Повторно, да, за есен. Оваа година зелката навистина држеше цена, може да се каже, долго време. Па држеше цена добро, ние сега не знаеме тоа како ќе биде, дали ќе држи, дали нема да држи. Ние мора да работиме. Сега што биде, крајот ќе каже. Божја работа. Господин Цетковски, тука се наоѓаме, рековте температура 48 степени, надвор има провев, да кажеме, тука е сигурно повеќе. Што тука вие произведувате? Ние одека произведуваме зелка, значи семе посадуваме, значи има си процес на работа. Тресет, тоа е хумус. Еве, тука има неколку овие насадено и тие се наполнати, семка по семка се сади и се поставува. Направиме подно грејење, уште зимуска, и сега процесот се знае. Значи си полеваш со вода, третираме со заштита на растенијето, тоа си расне и така направивме до 10.000 зелки. Исто тоа го направивме и со пченка. И тоа го засадивме, видовте таму каде е и што е. Значи тука правиме производња на семе, кое не го купуваме од странство, него наше, сами го произведуваме. Така да може еден ден да се деси и ова да го произведам, а не верувам ја, пошто сакам на сигурно да биде. Сакате да имате Да имаме солиден квалитет. Со ова убава приказна за успешниот бизнисмен го напуштаме Режановце, убавото село со кое Куманово треба да се гордее и да инвестира во неговиот развој, особено да се зачуваат младите тука, кои треба да се стимулираат да останат во селото и тука да заснуваат семејства.